Минаа речиси 2 месеци откако МВР соопшти дека успеале да спречат терористички напад од ИСИС во Македонија, но како успеале во тоа, за јавноста се уште останува непознато. Во соопштението кое тогаш беше објавено од Министерството за внатрешни работи, пишуваше дека одземени биле предмети и уреди кои се поврзани со можниот напад, но немаше информации ниту каков напад, ниту каде, ниту колку лица биле вклучени во неговото планирање. Иако помина долг период од тогаш, првиот полицаец Оливер Спасовски повеќе информации се уште не открива. Се што можеше да биде соопштено во јавност, беше пишано во тоа соопштение. Имавме и брифинг на кој што ви укажав дека ваквите сензитивни работи и страгите не може да ги водиме преку медиум. Според министерот за внатрешни работи, информациите дека Македонија била мета на терористички напад не е основа за паника и страв кај граѓаните. Нито реално тако соопштение само повише паника се крива кај граѓаните. Јас мислам дека не е така. Нема страв, нема паника, заради тоа што нема основа за нешто такво. И ние пуштивме соопштение, ги информиравме граѓаните за тоа што сме направиле. Откако Германија и Велика Британија ги повикаа своите граѓани да внимаваат на северот на Косово и да не одат ако не е неопходно, поради напнатата ситуација таму, Спасовски вели дека тамошната состојба не ја нарушува безбедноста во регионот, меѓутоа за сега не постои загриженост која што може да наруши безбедноста во целиот овој регион, посебно заради исклучувањата кои што ги имаат на северот на Косово. Јас очекувам дека преку диалог ќе може да се надминат тие недоразбирања кои што се познати очигледни помеѓу Косово и Србија. Во Македонија пред нешто повеќе од 1 месец 5 лица беа осудени на 6 години затвор и едно на 9, откако признаа дека учествувале во терористичката организација ИСИС. Колку за паралел околу висината на казните, додека во Македонија терористи се казнуваат на толкави казни, во Данска поради Facebook објава со поддршка за тероризмот, едно лице доби 4 години затвор.